Зеленчукот и јајцата се производи чии цени најмногу скокнале во периодот од 1 февруари до 31 март. Ово го покажува анализата на Министерството за економија и труд и на Државниот пазарен инспекторат. Па кај зеленчукот најчесто тоа се, да речеме, забележано е кај доматите, кај краставиците, кај јајцата. Анализата ги опфаќа и цените на 55 најпродавани производи, направена во 4 трговски синџери. Анализиравме 4 ланци на маркети и цени на 55 производи и врз основа на таа споредба што ја направивме на цените од 1 февруари и 1 април, дојдовме до заклучок дека зголемувањето на цените е отприлика за 0,4%. Кога ќе се споредат оние цени кои што ги затекнавме на 1 април со оние цени од 1 февруари. Од оваа анализа имаме некакви индикатори за одредени производи кои што ги зголемиле своите цени за неколку проценти, односно за двоцифрен број проценти, да бидам попрецизен, тоа значи над 10%. А кога станува збор за профитните маржи, можам да кажам дека тие се намалени споредено со 1 февруари на 1 април. Што значи ова? Ако на 1 февруари просечните профитни маржи биле нешто над 15% според нашите калкулации, според дистрибутерите и ланците не е таа бројка, но според нашата бројка зборувам. Сега се под 15, мислам дека се некаде околу 14,7%, повторно ќе кажам според нашата математика. Така што во моментот размислуваме како да дојдеме до поевтини цени за граѓаните за одредена група на производи каде што имаме двоцифрен број проценти зголемување. И наскоро ќе излеземе со таков став, инаку имаме и производи кои што за волја на вистината и се поевтинети. За оние производи чии цени се зголемиле двоцифрено, владата предвидува мерки кои дополнително ќе ги соопшти. Инфлацијата пак нема да има одложен ефект и според Мицкоски нема да се почувствува посилно. Не би требало да почувствуваме поголем удар, затоа што процентуалното учество на оној дел за кое што се зголемени транспортните трошоци не дава за право да сметаме дека ќе имаме огромен скок инфлаторен за следниот месец, бидејќи влезот во крајната цена на транспортните трошоци визави зголемената маргина на цените на дизелот и бензините не е така голема, зборуваме за 1 до 2%. За спроведената анализа, Министерството оценува дека во овој период цените се под контрола и благодарение на намалените трговски маржи. Се навестува продолжување на активното следење на пазарните состојби, а според потребите ќе бидат предложени и мерки за ценовна стабилизација.